Бизнисменот Орце Камчев ја раскажа целата рекетарска шема како сведок во постапката против Катица Јанева и Бојан Јовановски алијас Боки 13. Сите случаи против бизнисмените што биле отворени од СЈО по законскиот рок биле поради изнуда, тврдеше Камчев. Конкретно за неговиот случај посочи за 3 средби, додека да стигнат до конечната исплата од 1,5 милион евра. Се сретнал со братот на судиката Весна Димишкова, кој, како што рече Камчев, за одредена сума пари му посочил дека е на посебни истражни мерки. Имал средба и со бизнисменот Ванчо Чифлиганец, кој имал за него понуда во име на обвинителката на СЈО Лиле Стефанова. Главна понуда стигнала од Боки 13 и Катица Јанева. Дека сериозна е намерата за рекетот, Камчев сватил кога му била одбиена гаранцијата од 14 милиони евра за мерката притвор да му се замени со куќен притвор. Сакал да ја разоткрие шемата и затоа решил да даде пари. Со сите докази, со целокупниот процес, со целокупната изнуда што беше правена од страна на оваа злосторничка група, предводена од Бојан Јовановски, Катица Јованова, судика, адвокат и слично, кои во подоснежните процеси ќе се докажат, самите ќе дојдете до заклучок дека сум бил жртва. Не само ја, било многу повеќе жртви, јас сум се одважил тоа да го пријавам и да го кажам пред јавноста. Камчев посочи дека политичарите биле злоупотребувани од Боки 13. Како пример ја спомна вице-премиерката Радмила Шекеринска. Сведочеше и за една средба на која биле Боки 13 и министерот за здравство. Рече дека кај премиерот Заев го пријавил случајот за рекет, откако претходно му го раскажал на поранешниот шеф на УБК Горан Николовски. Немало директно присуство на ниту еден политичар. Да имало и на еден политичар, јас тоа ќе го соопштев и ќе го кажев на јавноста. Колку што гледаме понатаму во случаите со меѓународниот сојуз и слично, ако се потврди таа група, таму веројатно има некаква инволвираност на некои други луѓе што биле во власта. Јас во мојот случај не сум имал таков притисок. Обвинетиот Боки 13 сакаше судењето да го претвори во шоу, па наместо да го прашува сведокот конкретно за случајот, го обвинуваше за шпиунажа која Камчев наводно му ја смислил со странски служби. Боки 13 на обвинителката Русковска и се обраќаше и со "не се дери", а судиката повеќе пати го потсети да се однесува пристојно во судницата. Јанева за Камчев немаше прашања. Судењето продолжува следната недела, кога ќе сведочи сопругата на Камчев Ана, која според обвинителството ја платила првата транша за рекетот од половина милион евра.